Ставот околу изборите го има искажено и господинот Ахмети, како и секој од нас на различни дебати, во различни изјави, дека изборите не се решение. Решение се Македонија да стане членка на Европската Унија и НАТО, што е можно поскоро, и тоа започнувајќи веќе од исцрпување на дебатата во Собранието по повод иницијативата за промена на Уставот поднесена од страна на владата на Република Македонија. Сметаме дека сите заедно, сите 120 пратеници во Собранието, треба да ги поддржиме уставните амандмани, да ги напишеме заедно, да отвориме јавна дебата со академската заедница, со професионалната заедница, со уставни експерти, со новинари, со невладини организации, со граѓаните, и тие амандмани да ги изгласаме заеднички, затоа што тие амандмани ни обезбедуваат интеграција на Македонија во НАТО и ЕУ. Очекувате ли двотретинско мнозинство? Какви се шансите за гласни и дали можеме да очекуваме евентуално гласни, пак тоа би се одложило за другата недела? Ние сме изјавиле и претходно дека сите 120 пратеници во Собранието на Република Македонија ветиле дека ќе интегрираат земјата во НАТО и Европската Унија и ветиле дека ќе го решат спорот со Грција, како и спорот со Република Бугарија, за да го откочат патот на Македонија кон Брисел. И еве им шанса да го реализира тоа свое ветување, затоа сме убедени дека сите 120 пратеници ќе рефлектираат позитивно и ќе дадат свој глас за Евроатлантска Република Македонија. Значи, вие сте чули изјави од Вашингтон, Брисел, Рим, Париз, Лондон, па од Мала Речица исто така и од Скопје, дека план Б на кој вие се реферирате нема. Има само план А тоа е Евроатлантска Република Македонија, интегрирана, полноправна членка со целиот западен демократски свет. Затоа се фокусираме целосно на план А и успех на амандманската расправа во Собранието на Република Македонија. Убедени сме, правиме напори интензивни, сме правиле сиве овие недели, продолжуваат и денес, и утре, и се до постигнување на конечен успех. Ние не се откажуваме од нашиот сон за интеграција на Македонија во НАТО и ЕУ. Христијан Мицкоски, американскиот помощник државен секретар. Мислите дека ќе успеете? Не ги убедите? Па, јас процедурално, формално, господинот Христијан Мицковски не е пратеник и нема право на глас. Имаше и сообщение на пратеничката група дека нема да подржат уставни. Дека биле контра. Партиско сообщение. Значи, партиско сообщение од страна на ВМРО ДПМН, има простор, има работа, има простор за работа и сметаме дека сите тие пратеници, не само ВМРО ДПМН, и сите други пратенички групи, и од нивната коалиција, и од нас, ќе се вразумат и ќе видат дека убави денови се дојдени за Република Македонија и ќе сака да станат дел од таа прекрасна приказна за сите наши граѓани.